Името го дадовме, ама дивоградбите не ги даваме. Добре дојдовте во Прекутасевски шоу. Македонијо, тешки опинци те газат. И не само опинци, тука и наркодилери, криминалци, тендераши, педераши. И сега сите има да ги ставам Прекутасевски и така добро има да ги испердашам по газето вака. Фике, 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 фике. А пердашот почнува сега. Значи не можам повеќе. Абе, морам. Малку упростено до душа, зашто многу чуден народ живее овде. Но, да се вратам назад едно 70 години. Значи, кога евреите бегаа од нацистите, палестинците на нивната територија им ги отворија широко вратите и им понудија за солниште. Арно, ама по формирањето на Израел во 1948 година, овие израелциве почнаа да ги бркаат палестинците од нивните домови, нели, и тоа под патронат на САД и Британија. Значи САД и Британија вака притапка по рамето, бркај тоа. Оние кои ги примија дома евреите, значи мораа да заминат, да ги напуштат своите вековни огништа. Сега, повод за оно што се случува деновиве во Газа, беше одлуката на израелските власти да се иселат многу палестински семејства од нивните домови некаде околу пред 3 недели. И нормално, луѓето се побунија. Па никој не ќе дома да ти влезе војска и да ти каже, види, абе собере парталите, барај си чаре негде, ој си на друго место. И нормално се побунија. Ама потоа израелците им влегоа во џамијата со војска, со шок бомби, со гумени куршуми и замислете, пред Рамазан, најголемиот муслимански празник. А за цело ова време, замислете, западните медиуми кукавички беа на страната на Израел и се обидуваа конфликтот да го прикажат како судир на две страни кои се подеднакво виновни и подеднакво моćни. Лага, ноторна лага, шарена лага, подла лага, зашто фактите говорат нешто друго. Глуп да си ке сватиш дека Палестина е шака јада и мизерија, а Израел е светска велесила. Го знаеме тоа сите. Израел има толку нуклеарки што може доколку ги лансира 500 пати да ја уништи целата земја. А палестинците, од друга страна, се затворени практично во логор, кој го викаат Газа. Абе гулаби за отстрел. И тие гулаби, замислете, според западните медиуми и финиот европејски свет, израснат од просветителството и ренесансата, за нив тие гулаби се терористи. Да, секој кој нема сила да се спротистави на посилниот, посегнува кон герила и тероризам. Не значи ако си слаб дека треба да трпиш и да се бориш со мирни средства. Еден беше Ганди, ама зад Ганди имаше милиарда индуси. Нема играње клик-клак со милиарда индуси. А палестинците се малку, затоа што повеќето се раселени за овие 70 години. А баш кон друга страна па и овие арапиве многу се раскараниве, абе како рогови увреќа. А сепак, некој да ги слуша американци и западниве медиуми ќе помисли дека Палестина е таа која што го окупирала Израел. А Израел до сега изминативе децении барем 100 пати го има минирано мировниот процес. Абе едноставно не сакаат безусловно да им дадат независна држава на палестинците. Стварно немам сила да додам во детали и не вреди ова да го кажувам на овој начин и вака, затоа што со овој наш народ нема разбирачка. Ми пишуваат во инбокс и ме прашуваат кој ме плаќал и дали сум сечен. Па сега ќе им одговорам, еве, Хамас ме плаќа да ја бранам Палестина и да, сечен сум. Ме сеча на 3 места, на 3 парчиња по 15 сантима, значи од денес сум и легитимна мета на Мосад. Сега, некој ми напишал во инбокс, абе не се секира и евреите се сечени. Знам дека се сечени, бе, така, па сите сме исти, тука сите сме сечени. Ама што има врска, прекинете ја војната, гинат деца, гинат невини луѓе. Па после тоа нека заврши војната, па после ќе мериме кој е посечен, а кој е просечен. Ајде сите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.